Десетта недела, почеток на март. Кога месечината е овде, лицето ѝ е целосно осветлено од сонцето. Тогаш е полна месечина. Кога продолжува да се врти околу земјата, гледаме се помалку осветлен дел. Полната месечина станува полумесечина. На денот на полумесечина таа ја пресекува земјината орбита, па можеме да ја замислиме својата патека која не ја гледаме. Полумесечината е како светилник на небото, покажувајќи ни на каде одиме, на кај точката каде што е сега месечината. Месечината е оддалечена 400.000 километри, а земјата патува со 100.000 километри на час. Така да за 4 часови ќе бидеме точно таму каде што е месечината сега. Погледнете на часовникот и во месечината. За 4 часови ќе бидеме таму. 2 пати месечно, додека ја посматрате полумесечината, замислете го нашето невидливо патување околу Сонцето. За нас месечината е ноќен објект, но можеме да ја видиме и денски. Зошто? Сонцето ја осветлува месечината, а тоа се случува пред Сонцето да изгрее. Се уште е ноќ, месечината се гледа на хоризонтот. Сонцето е се уште под хоризонтот, но наслутуваме каде е затоа што осветлениот срп е секогаш свртен на кај Сонцето. Сега месечината и ѕвездите се издигнуваат на небото, а Сонцето изгрева. Изгревањето на Сонцето ја осветлува атмосферата и ја претвора во плав филтер кој ги сокрива ѕвездите. Месечината е многу посветла и останува видлива. Месечината се приближува до порамнувањето со Земјата и Сонцето. Кога месечината е блиску до Сонцето, скоро е целосно осветлена од задната страна. Гледаме само срп од осветлената половина. Тенкиот срп е осамен на плавото небо. Звездите се уште тука, но што се случува со нив во текот на денот? Ги крие нив слој од гасови во атмосферата која опкружува Земјата, која сончевите зраци ја бојат во плаво. Атмосфера е воздухот кој го дишиме и плав филтер кој спречува да ги гледаме ѕвездите. Нашето видно поле се врти заедно со Земјата. Ноќ преминува во делот од небото кој не е осветлен и ги гледаме звездите. Во градовите каде што светлата и смогот ја исполнуваат атмосферата, видливи се само најсјајните ѕвезди и планети. Сега видното поле повторно ја зафаќа осветлената атмосфера. Небото е плаво, но ние ја гледаме месечината почесто од што мислиме. Кога месечината е премногу блиску до Сонцето, исчезнува во сјајот. Иако не ја гледаме, месечината денски е од десната страна на Сонцето. Само е невидлива. Секако, Сонцето и месечината не се всушност едно до друго. Сонцето е 400 пати подалеку. Не поминува само месечината на небото скриена од сончевиот сјај. Скоро целата фамилија на планети е понекогаш во истиот сектор. Сатурн е невидлив лево на врвот, скоро во линија со Сонцето. Меркур е исто така блиску до Сонцето и скоро никогаш не се гледа. Венера не е никогаш предалеку од Сонцето. Јупитер, најголемата планета, е малку во десно, а далечните Уран и Нептун се на врвот од екранот.
Некогаш и Марс се придружува на невидливата фамилија во следењето на Сонцето. Кога го гледате Сонцето, размислете за тоа. Планетите поминуваат незабележливо на небото, скриени од сјајот од Сонцето. Кога месечината е помеѓу Земјата и Сонцето, е млада месечина. Младата месечина фрла голема конусна сенка. Секој месец сенката поминува блиску до Земјата и скоро ја допира. Еднаш е над, друг пат е под Земјата. Сенката не ја допира Земјата затоа што орбитата на месечината е благо наведната во однос на Земјината и сенката поминува под или над Земјата. Се до денот кога поремнувањето на Сонцето, месечината и Земјата е совршено. Тоа се случува 2 пати годишно. На тој ден сенката на месечината паѓа на Земјата и го сокрива Сонцето. Помрачување на Сонцето. Иако е ден, можеме да ги видиме звездите и планетите. Сонцето е многу поголемо од месечината, па сенката од месечината на Земјата зафаќа тенок појас од 200 километри. За време на помрачувањето, сенката на месечината јури преку Земјата. На југ и север од тесниот појас на целосното помрачување, голема зона е во полусенка, во делумно помрачување, каде што Сонцето е само делумно заскриено од месечината. За да го видите целосното помрачување, треба да сте на право место во право време. Затоа имате среќа што го видовте овде, на вашиот екран.